Во Општинското основно училиште Христијан Карпош од минатиот месец наставникот ментор Даниела Стојановска со дел од своите ученици го реализира проектот Побезбеден – социјални компетенции и фундаментални права за спречување на врсничко насилство, односно булинг. Проектот е под покровителство на Центарот за интеркултурен диалог, партнер на Еразмус Плюс програмата, социјална инклузија и заеднички вредности, придонес во област на образование и обука на Европската Унија. Во рамки на проектот со учениците се работи на унапредување на педагошкиот пристап во борба против феноменот на булинг под слоганот «Биди херој кој гарантира дека никој во училиште не малтретира». Училишниот координатор на проектот Стојановска истакна дека градење и реализирање на методолошки пристап за разрешување на проблеми кои ги имаат учениците е исконски сложен и обемен процес, но тоа не треба да не обесхрабрува нас возрастните да ги направиме првите чекори кон воспоставување систем на вредности и политики во справување со врсничко насилство, посочува Стојановска. Достапните статистики зборуваат за тоа дека дури 32% од учениците во земјите на Европската Унија биле малтретирани на еден или друг начин од своите врсници во еден или повеќе денови во изминатиот месец. Некако во исто време се појавува и сведоштвото за немилите настани кои што ја поларизира нашата јавност и возрастните околу прашањето кој и колку е виновен и кој и колку е одговорен. Ние со проектот Побезбеден одлучивме да направиме нов избор, да не се вклучуваме во полемизирање и расправи, туку да делуваме превентивно и да се избориме за некој методолошки пристап и приод за да ја постигнеме нашата визија, секој ученик во нашето училиште да биде херој заради тоа што ќе гарантира дека во училиштето никој нема да малтретира. Именно во училиштето се главните активности, тоа е основната средина, можеби, во која што се случуваат ученичките живења и случувањата на врсничките групи. И заради тоа училиштето ја има и клучната улога во развој и унапредување на менталното и емоционалното здравје на учениците. Но мора да бидеме свесни, тоа сакаме да го наметнеме на пошироката социјална и општествена средина, дека училиштето не е единствената средина во која функционираат, живеат и имаат своји доживувања врсничките групи. Тие го имаат своето место под сонцето и на улица, го имаат своето место под сонцето на трибини, на спортски терени, во домот, но особено значајно што го имаат своето место во последно време и на интернет. Заради тоа сметам дека мора делувањето да биде синхронизирано од сите чинители, од сите структури кои што го чинат образовниот систем. Не само учениците, не само наставниците, туку се тука и родителите, но и институционално чинителите кои што се одговорни за правилен раст и развој на децата од училишна возраст. Според координаторот на проектот, основниот концепт на проектот е воспоставување на методолошки пристап и интерактивна работа со учениците. Нашите работилници се насочени кон интеракција за стекнување на знаења и унапредување на вештините за препознавање и спречување на врсничко насилство, познато под општо прифатениот поим булинг. Работиме во атмосфера која што е поттикнувачка, училишна атмосфера, на која што сакаме да ги промовираме нашите ставови. А тоа е дека кога зборуваме за живот и работа на деца од училишна возраст, многу е важно да се почитуваат различностите, да се биде толерантен и да се има почит
кон другите, односно почит кон другите личности и почит кон другите мислења. Интерактивните работилници и останатите активности во рамки на проектот Побезбеден ќе продолжат со почетокот на наредната учебна година, посочува училишниот координатор Даниела Стојановска. Во наредниот период Стојановска очекува зголемен интерес за реализација на проекти за справување со негативни појави во врсничките заедници кај сите структури и институции одговорни за правилен раст на децата од училишна возраст.